Добар ден, драги ученици! Денес нашата наставна единица е за триаголник, а целта ќе ни биде да научиме дека триаголникот припаѓа на многу аголници, да знаеме да го обележиме триаголникот и да го одредиме видот на триаголникот според страните и според аглите. Најпрво вашата задача ќе биде да разгледате околу себе и да видите какви се триаголници има во вашиот дом. Како примери, јас извадив неколку сликички од секојдневниот живот, каде што гледаме дека парчето пица представува триаголник, парчето торта ни представува триаголник, потоа мостот, каде што веќе гледаме има повеќе триаголници, и тоа 5 од едната страна триаголници и 5 од другата страна. Се надевам дека и вие пронајдовте триаголници во вашиот дом. Во геометријата, триаголникот е рамна, дводимензионална геометриска фигура со 3 темиња, 3 страни и 3 внатрешни агли. За таа цел, јас веќе нацртав еден триаголник, а и вие можете да нацртате во вашите тетрадки, каде што ќе научиме да го обележуваме триаголникот. И тоа, темињата ги обележуваме со големите латинични букви А, Б и С, додека страните ги обележуваме со малите латинични букви А, Б и С. Внатрешните агли ги запишуваме со грчката алфабета, алфа, бета, гама. И ако веќе вака сме направиле, ние правилно сме го обележале нашиот триаголник. Вие истото можете да го направите во вашите тетрадки, каде што ќе нацртате еден триаголник и ќе го обележите триаголникот на овој начин. Видови триаголници. Ние можеме триаголниците да ги поделиме според должината на нивните страни и според внатрешните агли. Триаголници според должината на нивните страни се рамностран триаголник, рамнокраг триаголник и разностран триаголник. Првен ќе го разгледаме рамностранниот триаголник, каде сите страни се еднакви по должина, како на цртежот, сите страни на триаголникот се еднакви по должина, се обележуваат со малата буква А, и треба да знаеме дека рамностранните триаголници се правилни многуаголници, па затоа можеме да ги наречеме уште и правилни триаголници. На цртежот гледаме дека има по една цртичка на секоја страна. Тоа нас ни покажува дека сите страни се еднакви по должина. Добро е да знаеме и дека сите внатрешни агли кај рамностранниот триаголник се по 60 степени. Рамнокраг триаголник. Најмалку две страни се со еднакви должини, кои се нарекуваат уште и краци, а третата нееднаква страна е основата на триаголникот. Двете еднакви страни ги обележуваме со буквата А, а основата ја обележуваме со малата латинична буква Б. Разностран триаголник. Кај разностраниот триаголник сите страни имаат различни должини. Трите внатрешни агли имаат различна големина. Значи сите внатрешните агли, трите, имаат различна големина и должината на сите три страни е различна кај разностраниот триаголник. Поделба на триаголниците според внатрешни агли. Имаме правоаголен, тапоаголен и остроаголен триаголник. Најпрво ќе го разгледаме правоаголниот триаголник, каде што едниот агол внатрешен е 90 степени, или уште го знаеме ние како прав агол.
Поради тоа, овој се вика правоаголен триаголник. Тапоаголниот триаголник има еден внатрешен агол кој што е поголем од 90 степени. Знаеме дека тапиот агол е секогаш поголем од 90 степени. Па затоа овој триаголник, доколку има еден тап агол кој е поголем од 90 степени, се вика тапоаголен триаголник. И ни остана уште остроаголен триаголник, каде што сите внатрешни агли се помали од 90 степени. Затоа овој се вика остроаголен триаголник. Јас најдов и некоја игра на интернет која што ќе ни помогне да вежбаме во одредување на триаголниците според должината на страните и според аглите. Па така го имате овој линк кој можете да го искористите и да вежбате за видови на триаголници. И ни остана уште домашната задача, каде што зададов 5 задачи, да се набројат видовите на триаголници според аглите, да се набројат видови триаголници според страните, да се нацрта еден рамнокраг триаголник и да се обележи, да се нацрта разностран триаголник со страни А, Б и С и нацрта и тапоаголен триаголник. Ви благодарам за денешниот час.